Во ова издание, Пендаровски прв ден на работа, средби и најави за промени. А што побараа граѓаните по инаугурацијата на новиот шеф на државата? Аналитичарите пак ја разгледуваат можноста идниот председател да се бира во парламентот. Интервју со Зоран Иванов. А во светот, Помпео во Брисел да разговара за заканите од Иран. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Кина денес возврати на царините од САД со нови царини од 25% за американски производи. Еве ги деталите. Председателот Трамп претходно го повика Пекинг да не ги зголемува царините. Кина многу години ги искористува САД и тие отидоа предалеку. Затоа не треба да се одмаздува, бидејќи состојбата само ќе се влоши, рече Трамп. Главниот економски советник во Белата куќа Лари Кудлоу за Fox News кажа дека двете страни ќе страдаат од трговската војна. Администрацијата исто така најави дека може да наметне дополнителни царини за 300 милиарди долари кинески производи. Сепак Кудлоу рече дека ќе бидат потребни месеци за целосно да се почувствува ефектот на царините. Тој нагласи дека Трамп и кинескиот председател најверојатно ќе разговараат за трговските прашања на самитот Г20 во Јапонија, кој ќе се одржи на крајот од јуни. Државниот секретар на САД Мајк Помпео е во Брисел, Белгија. Ова представува прва станица на неговото патување во Европа, а се очекува да разговара за заканите изјавите од Иран. Портпаролот на Стејт департментот рече дека Помпео ќе проложи да соработува одблизу со сојузниците и партнерите, со цел да ги осигура заедничките интереси на Блискиот Исток и на секаде во светот. Првично Помпео денес требаше да се сретне со американските дипломати и бизнис лидери во Москва, но плановите беа променети вчера вечерта. Утре тој се очекува да патува во Сочи, каде е планирано да има разговори со рускиот председател Владимир Путин и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. När jag har fattat mitt beslut har jag haft att utgå från vissa omständigheter. Шведските обвинители повторно го отворија случајот за силување против основачот на Викеликс Џулијан Асанж. Во изјава за новинарите денеска во Стокхолм, јавната обвинителка рече дека се уште постои причина за сомнеш дека тој го извршил силувањето, додавајќи дека се бара ново испрашување на Асанж и оти околностите сега дозволуваат екстрадиција на Асанж во Велика Британија. Главниот уредник на Викеликс изјави дека повторното отворање на случајот ќе му даде шанса на Асанж да го исчисти неговото име. Време е да започнеме со граѓанско помирување, рече председателот Стево Пендаровски на првиот работен ден, зашто пак беше поздравен од Европската унија. Владимир Мирчевски известува. Со порака за помирување стартуваше првиот работен ден на новиот шеф на државата кој вчера ја презеде функцијата од Ѓорѓ Иванов. Време е да ги залечиме отворените рани од нашето скорешно минато и реално да го започнеме граѓанското помирување, зашто немаме резервна татковина која можеме да ја наречеме наш дом. На тој пат сакам да се вложам без остаток, не водејќи сметка за сопствениот политички рейтинг. Сите добронамерни луѓе, политичари и партии што ќе решат додат по истиот тој пат, ќе имаат мојата поддршка, напиша Пендаровски на социјалните мрежи. ЕУ ги поздрави неговите пораки за обединување. Евроамбасадорот во земјава денеска ги пренесе честитките од врвот на унијата. We are looking forward to working with the president. Ја очекуваме соработката со претседателот во чекорите за интегрирање на Северна Македонија во унијата. Му ја пренесов мојата благодарност за неговите пораки за помирување, за пружање рака кон опозицијата, за обединување на сите политички сили за придвижување на земјата. Охрабрени сме од ваквите пораки. Вчерашната инаугурација, за разлика од другите во минатото, помина без бојкот или непризнавање на ново избраниот шеф на државата. Во собранието забележливо беше отсуството на лидерот на опозицијата. Покана до моментот на церемонијата немаше пристигнато за лидерот на опозицијата и председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, така што апсолутно непоканет никој нема да присуствува. Пендаровски најави дека обединувањето и градењето државен консензус за најважните стратешки цели на земјата ќе бидат едни од клучните точки во неговиот мандат. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. А еве што побараа граѓаните од новиот шеф на државата. Мики Трајковски разговараше со нив.
честито да му е со бел образ. Што треба да направи за граѓаните? Што треба да прави за граѓаните? Ние треба да правиме сами, а тој да ни се придружи нас. Ништо повеќе. И овие други што беа порано, што направија ништо, уште полошо. И овие, нека пробат и овие. Ако не овие, други ќе дојдат. Па мислиме да ојме на подобро, ама сега ќе видиме. Зависи. Ти го најдо државата празна, крадена, коруптирана, како? И сега ние одма сакаме? Немој така. Чекаме, све најубо чекаме. Прво да влеземе во Европска Унија, ето во НАТО, готово е речено. Уште во Европска и така држава да почне напред да терат. Некои имаат и сугестија до председателот, вела дека треба да биде многу повеќе меѓу граѓаните, иако се свесни дека неговите ингеренции се доста ограничени. Секи дневно да контактираат со граѓаните и од нив нешто да послушат. Граѓаните очекуваат и поголема кохабитација меѓу владата и председателот. Идниот председател треба да биде подобар од претходниот. Само да не биде како негов. Да не биде кочничар, да не ги влечи назад работите. Верувам дека е паметен човек и да не ги прави грешките што ги правеа претходните наши председатели. Коректор треба да биде и тоа го има во себе. Дека сме оптимисти и дека ќе ги исполни врските. И по изборот на Пендаровски, идејата за избор на идниот председател во парламентот останува на маса. За ваквата можност Лилица Китановска разговараше со аналитичарот Зоран Иванов. Господине Иванов, вие сте гласен критичар на постојниот изборен модел во уставот на државата. Велите дека, ве цитирам овде, поттикнува делби и троши реформска енергија. Менувањето на уставот е гломазен процес. Мислите дека е практично, изводливо тоа, сега кога течат важни политички рокови? Овие председателски избори во два изборни круга, кога сите покрупни и посетни политички партии се ангажирани на теренот, кога целото граѓанство практично анимирано со една мачна, досадна, долготрајна од 5 недели кампања и во услови на нашиот изборен закон кој не дозволува никакви државни активности во тоа време, ниту некој да биде разрешен од функција, ниту некој да биде именуван, ниту субвенции да се делат, значи стопирано е цело општество. Второ, Македонија е не единствена, но е малку комплицирана општествена заедница, мултиетничка, мултикултурна и така натаму. Ако се трне од таа ситуација и ако земеме една премиса дека ова после Преспанскиот договор, можеме ли Македонија, а мислам можеме да не речеме трета република, ако првата била Астон, втората самостојноста, еве третата нека биде ова. Ако можат французите да имаат 5, можеме ние барем за сега 3. Мислам дека ако има политичка волја треба да се смени моделот и изборот на председател на државата да се одвива во парламентот. Точно е дека уставот е комплицирана работа ако се отвори, но ако се има добра волја, ако политичките партии и субјекти кои учествуваат во политичкиот живот на Македонија и преку парламентот се договорат да го направат брзо и ефикасно, тоа се прави за 3 месеци. Последните избори покажаа дека доминантни теми во државата остануваат како што беа презентирани од кандидатите. Името, НАТО, колку е тема навистина, и моделот на република, за што се заложи господинот Река. Многу помалку се зборуваше за економијата, за иселувањето. Како вие би ги поредиле приоритетите на државата сега после изборите? Реков, председателските избори не се тема за економијата, тие се тема за политичкиот систем, за уредувањето и така натаму. Значи, приоритетите на оваа држава, веќе НАТО е симнато од дневен ред. Приоритетите се реформите за интеграција во Европската Унија. Не знам дали е тоа можно во вакви околности со мало малцинство на власта во собранието и со исто така горе-доле рамноправно мнозинство на опозицијата во парламентот. Приоритет на Македонија се разбира економијата, реформите во судството, правниот поредок и така натаму. Со Преспанскиот договор, поради остапките што се правеа, крупните компромиси, не мислам во релациите со Грција, туку внатре во државата за да помине овој договор, за да се кренат блокадите на Република Македонија за незините интеграции во НАТО и во Европската Унија. Со промената на името, мислам дека се отворија перспективите, но сега прашањето е дали може власта и опозиција да се договорат. Благодарам што не гледавте, останете со нас и на социјалните мрежи. Јас сум Елена Ѓорѓевска. Поздрав до утре.